Почни. Може. Почитувани наши гледачи и слушатели, добре дојдовте на првиот истражувачко-творечки генетички интернет отворен ТВ канал продукција Откритија Discoveries Надеж за иднината. Јас се викам Силвана Павловска и живеам и работам во Мелбурн, Австралија. По професија сум академски новинар, лектор и преведувач од овде во Мелбурн, Австралија, како што спомнав. Од денес ќе почнеме со нова програмска серија, дебата, од областа на правото. Сигурноста, владење на правото, правната држава наспроти корупцијата. Серијата ја нарекуваме Отворена македонска дебата, надеж за иднината, парадигма за новото време. Планот е оваа серија да се емитува секој четврток во 20 часот македонско време или 4 часот австралиско време. Целта на Откритија, почитувани наши гледачи и слушатели, е промовирање на потребен, легитимен системски пристап на начинот на кој самиот народ, оштетените граѓани и младите академски граѓани кои се едуцираат за активна правна заштита на граѓаните, општеството и државата од криминал, корупција, самовластие и злоупотреба на службената должност и функција, да делуваме за да се справиме со корупцијата која непосредно не загрозува, оштетува и за која што дејства и постапки ние со нашите оскудни пари и средства секој поединечно како граѓанин ги плаќа овие судски и секакви други трошоци по институциите на системот или државата. Затоа и оваа серија Отворена дебата и емисија ја реализираме врз основа на граѓански предмети, постапки и одлуки со кои се оштетени граѓаните во предметите во кои или со кои тие го остваруваат својот правен интерес. Сите знаеме што е корупција во својата суштина. Уште од давнешни времиња го знаеме тоа, но како таа се третира во современиот свет и во денешни дни? Дали има целосна стратегија за борба против корупцијата и нејзино искоренување и какви резултати дава таа? Имајќи предвид дека се уште корупцијата е се присутна, вкоренета на глобално ниво, не само во Македонија, се зборува и за Австралија и други земји. Значи е на глобално ниво и отворена рана на секое општество и држава. Има многу дефиниции, класификации и сваќања за феноменот на корупцијата, како на пример политичка, административна, корпоративна, корупција од институционален вид, непотизам и кронизам, внатрешна и надворешна корупција, индивидуална и институцијална корупција која што е изразена на макро и на микроплан, ситуацијска и структурална и така натаму. Во однос на состојбите во Македонија направено едно истражување и јас би сакала да ги споделам тие информации со вас. Истражувањето направено од Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал, бизнис, корупција и криминал 2011 година, кој е дел од магистерскиот труд на Универзитетот Гоце Делчев Штип, Правен факултет Штип, Ристе Здравков, Јавната свест во борбата против корупцијата, магистерски труд Штип, јуни 2015 година, каде стои: корупцијата се појавува во различни облици и за разлика од другите истражувања во кои се прикажува перцепцијата на луѓето, ова истражување е фокусирано на реални искуства со административната корупција и обезбедува
информации за самата природа на подмитувањето и неговите процедури. Ова представува еден вид на малку значајна корупција која сепак влијае на секојдневниот живот на луѓето во нивното справување со јавната администрација, давателот на услуги кој игра значајна улога во модерното општество, со тоа што дури 3/4 од полнолетните граѓани на Република Македонија ги користат услугите барем еднаш годишно. Користењето на вакви услуги може да представува докторски преглед, вадење на нова патна исправа или возачка дозвола и според резултатите од ова истражување, значителен дел од услугите се сомнителни. Корупцијата може да се појави на различни нивоа. Разликата е обично меѓу голема и административна, така наречена ситна корупција. Првата се однесува на коруптивните практики кои влијаат врз законодавниот процес и носителите на одлуки, а додека другата се однесува на односите меѓу јавните службеници и јавноста. Во секој случај, таа има разузнувачки ефект врз владењето на правото, го попречува еднаквиот пристап до јавните служби, влијае на довербата на јавноста во државните институции и е пречка за економскиот и социјалниот развој, особено во младите демократии. Да ве потсетам дека го слушате и гледате првиот истражувачко-творечки генетички интернет отворен ТВ канал, продукција Откритија Discoveries на англиски, надеж за иднината. И ви благодариме за вашето внимание. Исто така, истражување направено врз приватниот бизнис сектор во Република Македонија во 2013 година покажува дека корупцијата и другите форми на криминал се голема пречка за приватните компании и имаат негативен ефект врз инвестициите во приватниот сектор. Голем број од компаниите во текот на целата година даваат подкуп на јавните службеници. Најмногу погодени од корупцијата се предпријатијата од градежниот сектор, по кои следат предпријатијата од секторот за трговија на големо и мало. Јавните службеници, кај кои постои најголем ризик за подкуп при контакт со предпријатијата, цариниците, службениците во катастарот, службениците во општините, полициските службеници и инспекторите. И покрај тоа што индикаторите за перцепција на корупција несомнено се корисни за подигнување на свеста, ова истражување ги мери реалните искуства со корупцијата и криминалот преку репрезентативен примерок на предпријатијата, со цел да се обезбеди пореална проценка врз основа на докази за корупција и криминал кои влијаат на бизнис секторот. При тоа, истражувањето се фокусира на обемот и на образецот на давање подкуп од страна на компаниите од 5 различни економски сектори, кои учествуваат со над 69,1% во целокупниот бизнис сектор во Република Македонија, при нивната честа интеракција со јавната администрација. Според истражувањето, од сите компании кои имале контакт со јавен службеник во последните 12 месеци пред да се спроведе истражувањето, 6,5% платиле мито на јавниот службеник. Во Република Македонија, просечната застапеност на давање подкуп помеѓу предпријатијата е речиси ист со застапеноста на давање подкуп кај обичните граѓани, тоест 6,2%, а е прикажано во истражувањето на населението од 2011 година, спроведено од страна на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал. Или на англиски, нивниот акроним е UNODC.
2013 година Канцеларија на Обединети нации за дрога и криминал, бизнис, корупција и криминал во Република Македонија. Влијанието на подкупот и другите форми на криминал врз приватните фирми. 2013 година, 62 страна. Превенција на корупцијата, борбата против корупцијата насекаде во светот, кај развиените земји, се развива во две димензии, на репресивен план и на превентативен план. Репресивниот план во себе содржи два приода. Прво, борбата против корупцијата треба да се развива и да се организира преку посебни владини програми и со формирање на национални агенции. Второ, борбата против корупцијата бара воспоставување на еден координиран правен систем преку координирани разрешувања во повеќе гранки на правото. Во административното право, во работното право, во граѓанското право, во финансиското право и слично, што се заедно го сочинуваат антикорупскиот законодавен систем. Треба да се нагласи дека мнозинството земји се определиле за вториот пристап, кодифицирајќи ги правните механизми во борбата против корупцијата преку донесување на посебни закони во борбата против неа. Ми причинува чест и задоволство сега да ги представам Ана Бобинкова и Агапи Тофиловска од Скопје, Република Македонија, кои ќе не запознаат повеќе со ова тема. Преминуваме на прашањето. Добар ден на Агапи и на Ана. Добар ден. Во што се состои овој пристап и начин на борба на оштетените граѓани против сите неправди и на кој начин тоа ќе помогне во постигнување на поголеми резултати во справување со корупцијата која ја попречува и ја оневозможува правдата? Ана, повелете. Да, благодарам. Прашањето задира во суштината на проблематиката. Од ова што во уведот што го презентиравте, како еден сублимат, значи на сите тие аспекти и нивоа на корупцијата, гледаме дека ги проткајува сите можни сфери, области, се што значи нашиот живот и полето во кое ние се остваруваме и делуваме. Во тоа море од проблеми поврзани со такви коруптивни дејанија, многу е тешко поединец, односно обичен граѓанин да се бори, значи на некое ниво каде што тој едноставно нема ни пристап. Основното е дека кога зборуваме за корупција од аспект на граѓаните, дека на граѓанинот, онака како што непосредно ја чувствува делувањето на нешто што е деструктивно, уништувачко, тоа е со еден збор кажано корупција, иако многу ништо тоа значи. Тоа е кога тој чувствува, значи е доведен во позиција да не може да ги остварува своите основни човекови права. Значи во Македонија, и како поединци, поголемиот број од жителите, од населението, се соочуваат со едни основни екзистенцијални проблеми кои што не можат со години да ги решат. Значи тие се држат на работи на сиромаштијата, самата таа позиција, значи го става човекот, граѓанинот во една незавидна положба, затоа што тој кога е оневозможен во основното свое бивствување, да кажеме постоење, во основното свое живење, тој не може да се стреми
кон повисоки вредности не може ниту самиот многу повеќе да направи за другите, затоа што тој се бави со својот проблем, односно со проблемот кој што му го окупира целото негово живење, целото негово внимание, целиот негово време, значи енергија, умствен и секаков друг напор, барајќи начин како да се справи со проблемите. И сега во пристапот кон корупцијата обично се вели дека зошто се корумпираат, например, тие луѓе кои што вршат јавни функции, дека во некои земји, како Македонија, што не е некоја голема и развиена земја, дека се мали платите, примањата, и дека на тој начин тие на некој начин веќе се отворени да посегнат или да примат мито или по некој коруптивен начин и пат да дојдат до некоја имотна корист или лична корист. Меѓутоа, самиот тој начин, значи, на однесување ја продуцира сиромаштијата, осиромашувањето, значи, на целото општество и држава, и така и на граѓаните. Значи, тоа не е причина за коруптивност да кажеме, сиромаштијата не е причина за коруптивност, туку коруптивноста е причина за осиромашувањето. Значи, сето тоа го нотираат, значи го докажуваат сите оние кои што истражуваат корупцијата, дека едноставно начинот на кој што треба општеството да се справува со корупцијата, исто така многу влече од тоа што треба да биде еден заеднички, како да кажам, капитал или производ или богатство, кое што сите ние треба во нормални, некоруптивни начини на действување да ги создаваме, значи да го зголемуваме нашето производство, нашите ресурси, нашите средства или финанси, зависи како, и да ги уживаме нивната благодет. А ова, значи, е обратен процес и она што народот го создава, значи државата и општеството, а тоа сме сите ние, народот и суверените, оди во џебовите на помал број на луѓе, значи група која што е таа, може слободно да се каже, коруптивна елита, и која што е на сите позиции каде што може таа да одлучува, нели, на начин на кој што на неа повеќе одговара, општеството и државата да одат во континуирано пропаѓање. И сега, на кој е начинот, нели, прашањето беше како граѓанинот да се справи. Бидејќи и според сите овие параметри, нели, што е корупција и како делуваат државите, да речеме и на национално и на интернационално ниво, што се носат тие регулативи, конвенции и закони, значи ќе видиме, ќе споделиме, вие сте во Австралија, па може и тие искуства се кажат и во Македонија, значи има доста, се носат доста регулативи околу начинот како да се спречи или да се надмине корупција. Сепак, значи, јас ќе укажам на еден момент, значи и во законската регулатива, кога станува збор за корупцијата, значи веќе се внесува во законот корупцијата како кривично дело. Значи се што е предвидено, се извинувам. Продолжи, чека. Се извинувам, имаше прички некои. Значи, се што е во тој дел со законот превидено како кривично дело, значи тоа според законот треба да се докаже, нели? Па после да се дојде до фаза кога, ако се утврди, нели, коруптивноста, треба и да се санкционира и така натаму. Меѓутоа, овдека ние се бавиме не само со тој дел, нели, што е корупција според кривичен законник и како дело кое што треба да се санкционира, кое е инкриминирачко. Во многу случаи коруптивно дејство, значи, не може ни да се докаже. Значи, тоа дури и да може да се докаже,
значи има други одредби во законската регулатива кај што не се признаваат тие докази. Еве, ние сите сме сведоци, тоа и сега е актуелно, значи важечко во регулативата, дека ако не е дозволено да снимаш некого или нешто, значи тоа Да. не може да ти послужи како доказ пред суд. Дури има луѓе кои што фатиле со сигурносни камери на свој објект, дали дом, дали деловен простор, објект, како некој нели извршил кривично дело, дали го опожарил или го скршил тој објект или било што, извршил кражба. Меѓутоа, има еден абсурден одговор, тоа го кажуваат, еден собственик така што му се случило, кажа дека кога им ја однал снимката, тие рекле дека тоа не е доволно, дека требало во моментот да го на некој начин да го фати во тој момент па да го пријави. Значи тоа е стварно нешто абсурдно, тоа е еден пример кај што има доказ, меѓутоа има коруптивни дејства каде што нели сето тоа функционира за нив под наводници беспрекорно, како да се преку кои канали, на кој начин и сето тоа да се направи, нели такви дејанија кои што не можеме ние да ги видиме, значи и обичниот граѓанин не може на тој начин да делува, ниту пак може да интервенира онаму каде што тоа е должност на државата, значи на институциите на системот и на државата. Меѓутоа, онаму каде што самиот е оштетен од некоја коруптивно дејство или некој коруптивен чин, тогаш е многу полесно, бидејќи е непосредно засегнат и тоа му се има нему случајно, значи да може од тука да превзема дејствија кои што и тој не само што има единствено право нели да ги поведе тие дејствија, бидејќи никој во име на друг не може, доколку нели не е ополномоштен или има дозвола од друг да превзема дејствија, туку и да може тој на некој начин да ја тера таа постапка да дојде до своето право со самото тоа што во тој процес значи има елементи на коруптивно дејство кои што на некој начин се содржат во разни тие, како да речам, административни работи или акти или решенија или документи што тој ги добива, кај што по самиот урнек, односно по самата на тој документ, самата содржина укажува внатре во него дека има елементи кои што не се компатибилни, значи или противречни се едни на други, кои што укажуваат на некоја можна корупција или на нестручност или на нешто што не е издржано. Значи, секој стручно лице, особено правниците, особено судиите, значи кои што се бават со доказна постапка, веднаш ќе видат дека во некој таков акт или документ, доколку не се совпаѓа она што се содржи во него како изведба, како доказ или аргумент, тогаш е многу полесно, значи самиот граѓанин да може тоа, бидејќи е црно на бело или написмено, да едноставно е упорен и врз основа и на тоа да си го бара своето право. Значи сега ние сме во канцеларијата која што е на некој начин еве еден простор за нашиот канал, ТВ канал Откритија надеж за иднината. Овдека тука за нас има едни вертикали, не се гледаат во целост, меѓутоа на едната пишува Откритија надеж за иднината, на другата Парадигма за новото време. Во тој дел еве и овој начин за кој што велиме дека граѓаните на кој начин можат нели тоа да се заштитуваат или да се борат против ова зло, е еден инвентивен начин кој што
значи овозможува на поединецот не само да се справува, како што рековте, во тој низок, најнизок, како да речеме, начин или слој административен со корупцијата, туку и со оној повисокиот, односно со она што го носат тие вршители на јавни функции со одлуките кои што ги носат во име на граѓаните. Например, тоа го прават судовите, меѓутоа тоа го прават и другите правосудни органи, како што се обвинителство, како што се да речеме и повисоки инстанции меѓународни, каде што сепак има утврдена правна норма за нешто, нели, како треба и да биде и врз што да се заснова издржана една судска одлука, а тука гледаме и кај нас во Македонија, еве сега пред некое време имаше дури на медиумите дека довербата на граѓаните, на народот во судството во Македонија е само 8%. Токму од овие причини, од кои што токму тој повисок дел на таа корупција на нивото каде што се носат одлуки, особено во името на граѓаните на Македонија, се покажува дека таму корупцијата е на многу високо ниво и ние можеме да потврдиме со наши предмети и случаи и овој начин, значи механизам кој што сега ќе го представиме, е токму на тој начин со сето она со кое што секој поединец граѓанин се соочува во својот живот, значи каде што си ги брани своите права или каде што му се кршат, особено со вакви неиздржани одлуки, каде што тој што ја носи одлуката не ја носи, да речеме, во прилог на оној кој што ги има и доказите на чија страна се, односно на тој што е во право и оштетениот, туку во прилог на спротивната страна, што е еден од како да кажеме, познатите и истражени, докажани, меѓутоа и најприсутни видови на корупција во сите општества, значи без оглед дали е земјата развиена, голема или мала, значи тоа е еден начин на кој што корупцијата се одржува и се зацврстува. Се множи, се зацврстува, да. Точно, и затоа и првото нели прашање кое што го поставите во воведот беше и покрај тоа што во современо доба има секакви стратегии, значи се носат доста програми кои што се стратегии кои што треба се повеќе и повеќе да ја искоренуваат, се случува парадоксален процес што таа се повеќе и повеќе е присутна. И на тој начин, значи, овој модел кој што како граѓани, секој поединечно, меѓутоа и сите заедно на овој начин кој ќе сме во поддршка едни на други, ќе можеме да делуваме токму во суштината, во сршта на корупцијата. Значи, јас сега ќе го проширам тоа, да речеме, на друго ниво, нели ние како граѓани делуваме на ова основно ниво, што сме засегнати затоа што со основни човекови права, кои што не можеме да острариме. Меѓутоа, со тоа ние можеме значајно да придонесеме во овие напори на целиот свет, или на нашата држава, или на сите кои што нели се сакаат да се изборат да се спречи, да се искорени корупцијата, токму затоа што оние граѓани кои што се некорумпирани, кои што се честни, кои што сакаат навистина да дојдат до правдата, одат по исправен пат, значи по пат кој што е некоруптивен, кој што на тој начин, значи не наштетува, значи не злоупотребува,
работи во прилог на општото добро, на јавниот интерес и што е најважно, значи на целата држава, на целото општество. И тоа во секоја сфера, бидејќи рековме дека некој се соочува на социјален план, некој на материјален, некој во образование или во здравство. Значи, кога на таков начин граѓаните делуваат честно, некорумпирано во секоја област, значи тие не прават само за себе да го постигнат, нели, тоа правдата, туку тоа значи придобивка во постигнување, во исправање на неправдата и на колективот, значи на заедницата, на општеството и на државата. И сега тука е клучниот момент според мене, значи зошто во општеството и воопшто во светот овој дел, значи на граѓаните, значи на обичните граѓани е се уште репресиран, така да речам, попречуван, а тој може значително да придонесе за оваа цел, затоа што тој е чистиот дел од општеството, наспроти оние кои што, нели, едноставно ги прават и го расипуваат, значи го уништуваат и општеството и државата. И зошто граѓаните кои што еве и како нас и ги има секаде, значи ние сме мнозинство во целиот свет, не само во една држава, не се поддржани од сите фактори, значи од сите чинители и на глобално ниво, тие едноставно да бидат, како да речеме, да им се овозможи, значи во такви услови, во најголема безбедност, да им се обезбеди животот, сигурноста, значи со нив е само можно да дојдеме до точка и тоа побрзо, дошто само на овој начин со реформи и така формални, што не заживуваат во општеството, затоа што тоа не е интенција на тие што ги спроведуваат. На тој начин да дојдеме до точка каде што ние едноставно ќе можеме да кажеме дека еве имаме резултати од справување со корупција и да едноставно се заврши со таа пракса стара, што ние викаме, нели, стара парадигма, начин на кој што се манипулира, се владе, се управува со луѓето, со народот, со граѓаните, а не се работи во нивниот, нели, интерес, односно во заедничкиот и во општествениот интерес. И сега кога ќе погледнеме на ниво на државата, еве во нашата Македонија, значи како можеме да кажеме дека ние сме на патот да ја искорениме корупцијата или да ја спречуваме, кога на македонскиот народ му се кршат основните човекови права, универзални, загарантирани меѓународни норми. Значи, корупцијата е во право пропорционална со остварувањето на правата. Ако, например, некој има можност слободно да ги остварува своите права и да ги ужива, онака како што е, нели, утврдено со меѓународните норми и стандарди, тогаш корупцијата ќе треба да биде многу пониска. Меѓутоа, ние имаме високи нива на корупција во едно демократско, како што се сметаме, општество, како што се и многу, нели, во современиот свет, еве, во кој ние припаѓаме. Меѓутоа, имаме, значи, спречување конкретно на македонците, еве да кажеме, во остварување на основно човеково право загарантирано, еве конкретно на нормата Ius Cogens за самоопределување. И сега, каде е тоа, каква е таа оправданост, значи како можеме да го оправдаме, како можеме да го објасниме тоа, дека оние кои што, нели, му го кршат ова право на македонецот, на македонскиот народ и на државата Македонија, која што ја пременуваа, дека тие се борат против корупција или се за европски вредности или за универзални цивилизацијски вредности. Значи, можеби затоа се појавува, нели, последицата
дека затоа и не е можно сите тие нели кои што велат да влеземе во Европска унија или не знам понапредните земји да го фатиме возот и така натаму, зошто не влегуваат со поразвиените или каде што овие стандарди или индексот на корупција е понизок, затоа што едноставно не сме создале услови и не сме ги испочитувале, значи правата, основните човекови права. Тоа би било да речеме во Македонија, тоа е реалната состојба. Во други земји има на друго ниво. Меѓутоа ние го искусивме ова, така што тука може да се заклучи дека овдека е нула борба за корупција, а има високо ниво, значи на тој индекс, ако речеме на Transparency, што е интернационалната организација која што го мери индексот на перцепција на корупција, значи нула е најниското, дека нема корупција, највисокиот е, значи овдека би требало да се каже дека ние сме се уште земја со високо ниво на корупција и ако ова не се разрешува на основно право на ниво на основно човеково право, не може ни да се решава искоренување на корупцијата. Значи тоа е една причинско-последична поврзаност. Не може поинаку да се размислува, особено не за оние што следат една утврден начин на поврзување на нештата. Значи тоа е науката го прави, тоа го прави правото, значи секаде, а тоа не се почитува едноставно. Сега околу нас јас ќе спомнеме да ги подсетиме слушателите, а благодариме за тоа, дека слушателите и гледачите следат серијата Отворена македонска дебата Надеж за иднината. Тоа е прва програмска дебата од областа на правото, сигурноста, владење на правото, правната држава наспроти корупцијата. Исправање на неправдите во сите области, откритија решенија. Да, сега можеме да продолжиме и понатаму. Да, сега за конкретно за начинот, сега може Агапи да го презентира, а тоа е воспоставено и да кажеме пред една деценија и веќе имаме во тој дел дури црна листа на такви одлуки, такви функционери што носат одлуки, а и наведен е начинот на веб страницата на Сдруженијето на граѓани природба како може секој граѓанин врз основа на тие битни елементи што ние ги наведуваме и самиот да му помогне да може во својот случај или во своја постапка или предмет што го има пред надлежни институции или каде што има проблем, да може уште полесно да се бори за да го докаже тоа дека таа е невалидна, неиздржана или на некој начин корумпирана одлука, бидејќи не соодветствува со доказите кои што ги има во негова корист. Да, Агапи Тофиловска, повелете. Добро вечер, Силвана, добро вечер на сите. Добро вечер. Јас не сум гаталец, јас сум паталец. Па 10 години веќе сум по лавиринтите на судските ходници во Македонија и по сите други институции, секако. Но без никаков видлив ефект, напротив, чинам дека многу повеќе напреднала од пред 10 години корупцијата, дека е сега на најако пуштена. Ако е индексот на најголема корупција 100, во Македонија е 200 индексот на корупција. Што се однесува до начинот како ние можеме како обични луѓе и граѓани да направиме нешто да ја спречиме корупцијата, не треба многу за да ја докажеш. Самото тоа што никој никогаш не е казнет за било какво
дело кое е во спротивност со интересите на општеството, на заедницата, на поединците како луѓе. Значи, кого и да пријавиш од сите што се одговорни да го воспоставуваат правото, да се грижат за правната држава, нема казнети и тоа само им дава поттик да напредуваат во коруптивните дејства, а не да се сепнат и да се вратат назад, затоа што има неказнивост. И сега, што можеме да направиме за да дојдеме до законите и не се така лоши? Јас по струка сум продавач со средно училиште, но околностите во кои што ме донеле токму неправдите и корупцијата во нашата земја, ме натераа да земам сама да ги читам законите, да учам што се случува. И можам да кажам дека ние имаме солидни закони кои што не се применуваат. Едноставно никој не се грижи како ќе го примени, па си го толкува по слободна волја, што е апсолутно недозволиво, ако треба да се држиме до правото и ако сакаме да имаме правна држава, која што пак е основ за подобрување на животните состојби кај секој од нас поединечно. Она што треба да го направиме и можеме да го направиме како граѓани и како луѓе, обични луѓе, засегнати од корупцијата, е да заедно секој да тргне од себе, мораме најпрво да сватиме дека секој треба сам да се покрене и не може да чекаме на некој друг да ни ја заврши работата. Бидејќи се доведовме во ситуација, веќе гледаме дека ништо во ниеден сегмент не функционира. Од таа причина е потребно да секој од нас, онаа мака што ја има, да се здружиме за да си ги знаеме маките и кога ќе го видиш истиот проблем кај 10, 20 и 30 луѓе, тебе ти станува јасно дека е проблемот практично на местото каде што некој одлучува за твоите права. Од таа причина убава ми се допадна иницијативата на преродба да се сплотиме, да ги собереме предметите во кои што сме обесправени, било да се работи за акти од административно значење на ниво на општина, во живењето, во социјална заштита, во работнички права, во било кој сегмент на живењето. Да дојдат сите засегнати граѓани, да си го представат својот проблем и да си покажат каде тие го и на кој начин го детектираат неправото што е начинето врз нив и како тоа им го менува целокупниот живот. Кога ние ќе биде, јас имам едно искуство, кога 30 луѓе пред, да речеме, 4-5 години, се собравме така во врска со плаќање на парно кое што е измислена давачка, не треба да се дава по закон, но ете, никој не нас слуша. Па ние почнавме да одиме сите заедно на судските рочишта и да сведочиме еден за друг, практично 15 луѓе во судницата. И тогаш судиите колку и да се корумпирани или наведени да донесат пресуда решение во корист на олигархот, кога ќе видат голем број на луѓе кои сведочат и се заинтересирани, едноставно се ги спречуваме. Ќе донесе пак погрешно, но на кој начин може да се види како тие акти кои се носат и дејства што се превземаат од страна на највисоките органи задолжени да го применуваат и чуваат правото,
Значи тоа се како што рековте, нели, инспектори, па директори, па суди, па обвинители, сите се тие врзани во ланецот на корупција. И едни со други се поддржуваат по секоја цена. А во врска со судските предмети, таму се вмешани, значи, од олигарсите, потоа адвокатите кои што ги застапуваат, кои што не застапуваат нас практично. Тие се во спрега со, па се во спрега со обвинителите. Едните не ги теретат, другиве ги заболшатуваат вистинските права, не ги кажуваат, туку ги кријат од своите странки, практично ги лажат странките. А пазете, адвокатурата е една професија која што е уставна категорија. Тие токму заради тоа постојат. Кога било кој, дури и од повисоките инстанци, да речеме функционери во влада, во собрание, оние што одлучуваат за целокупната држава, кога застрануваат, токму адвокатите се едни од тие што треба да ги посочат како прекршители на правото и да ги пријават. Па практично така и е наведено во кривичниот закон, дека секој еден што има некаква функција општествена, меѓу кои се и адвокатите, иако они се водат за приватни, но тие имаат општествена одговорност. Тие се должни да го пријават. А непријавувањето на кривично дело е кривично дело само по себе. Да. Во Македонија не се најдоа, барем може би има некои срамежливо или некои се кријат, не сакаат да се изложат. Јасно е дека е тешка состојбата и тешко е да си на тапет. Не можеш да функционираш во сите сфери на животот, меѓутоа некој мора да се одважи пред бидејќи проблемот со корупција е нели на ниво на светско, глобално ниво. Видовме дека адвокатите и правниците во Франција ги искинаа дипломите и ги фрлија кога нив им наметнаа укинување на некакви човекови права, што се далеко од укинувањето на прелиминарните човекови права, да речеме, на македонците, да не смеат да се македонци и да им се оспорува сувереноста во сопствената земја. Тоа никаде го нема. Кај нас не се случи такво нешто, што не им дава кураж на луѓето да се окуражат, барем некој да ги брани, за некој пошто никој не окуражува, еве сами да се окуражиме и кога ќе сведочиме и кога ќе се грижиме секој за секого, постигнуваме одредени успеси и така ќе допринесеме да корупцијата се повеќе има име и презиме, а не воопштено да биде, кажем, па судиите, па обвинителите. Не, со име и презиме е лична одговорноста на тој што работи и како работи. Оно што е потребно е да се направи некое, бидејќи во држава има, но не работи, тело за утврдување на фактичка состојба, кој што ќе ги погледне доказите. Тоа е практично по закон работа на државоправната комисија во собранието на Македонија. Ние како граѓани, како сопственици на целокупното општествено живење и на нашите добра материјални и нематеријални за уредување на еден убав живот, квалитетен, ние сме тие кои што ги овластуваме пратениците во собрание да ги застапуваат нашите права и да ги бранат нашите права. Но се случува токму обратна ситуација и не можеме сега да се разбереме кој е овде газда, кога они дојдоа на пиедестал, да ние бидеме нивни робови, како да се враќаме во робовладетелство. Сето тоа мора да застане, а за да се случи такво нешто, е потребно секој од нас како индивидуа, како засегнат човек, да вложи напор
во смисол да си ги одбрани сопствените права. Па така, кога ќе си помогнеме еден на друг, ќе ги одбраниме и колективните права, бидејќи корупцијата е таа што ќе треба да се повлече, ќе мора, ќе биде И стара. каналот би се согласиле ли вие со мене ако речам дека каналот откритие ја дава таа можност, го дава тој простор да слушателите и гледачите на оваа програма и се надеваме дека што поголем број ќе можат да се запознаат со оваа програма и оваа дебата, со ова озбилно прашање, им се дава таа прилика да можат да зборуваат, да го пријават она што нив ги загрижува, што тие сметаат дека содржи корумпираност или некакви неправди се направени врз нив или нивни роднини или пријатели. Така да, токму во тоа и суштината, значи ова име во поддршка и канцеларијата и каналот откритија за се што ќе се јави како потреба во постапката, во процесот да тие дојдат до решение, до излез за својот проблем. Значи, секој од нив кој што би сакал може и лично да учествува или да си ја води емисија која што ќе го обработува неговиот проблем или пак ако не сака да се појавува, може врз основа на тој негов предмет или за што се работи, значи да се направи емисија конкретно каде што ќе се отворат сите тие аспекти кои што во кои што тој не може да го најде едноставно или не дошол до сега до решението или немало начин поради сето ова што го зборувавме да си ја оствари правдата, односно своето право. И затоа ние ги повикуваме, како што рече Агапи, ги охрабруваме, значи да можат доколку имаат индици, нели, дека ете тие на некој начин се попречени во остварување своето право или таму каде што нели сопрено или каде што постои проблем во системот, во институциите на државата, каде што си имаат своји предмети или постапка или што и да е со кое што се решава некое нивно право, може слободно да се обратат. Значи, еве сега ќе кажам конкретно, ние ќе напишеме броеви, има таму и на мрежите, ќе има и имејл адреса, значи некој може да прати или на телефон да се јави или по мејл да испрати на тоа што смета дека треба, што е во негов прилог, образложение, нели, зошто и како и на кој начин и што му е потребно во тој дел да на овој начин ние тоа го отвориме, го проследуваме заедно со нив, нели, со оштетените граѓани. Како и секој вторник и петок, напишавме и сабота, меѓутоа еве летото доаѓа, па ќе видиме тоа дали, меѓутоа благовремено ќе бидат известени од 11 до 14 часот ќе може тука во нашиот простор, значи да дојдат да се информираат, може да достават, нели, тоа што ќе одлучат, некој документ или што од кој ќе се види која е проблематиката, проблемот кој го имаат и потоа да може тоа да биде проследено до адвокати кои што се честни, значи не корумпирани и да можат точно да дадат мислење или совет, изгледност и сето тоа без да ги искористуваат, без манипулации, значи бесплатно, нема да се наплатува таков совет, затоа што ова е благородна заложба и сега доколку има потреба понатаму и доколку се договорат и сакат со некој од тие адвокати со кои што можеме ние да ги упатиме или кои што сакаат на овој начин да помогнат на оштетени граѓани, може да се договараат тие, нели, самите со адвокатот
и евентуално оние кои што исполнуваат услови законски за бесплатна правна помош, што е и законски предвидено, можете и тоа да го остварат. И уште повеќе и самите адвокати, доколку сметаат дека можат на некој да му излезат во пресред без да го оптеретуваат, нели со материјални, нели тие, како да речам, да им ги наплатат трошоците, а гледаат дека во моментот можеби човекот не е во состојба, и тоа можат, еве ние ги охрабруваме и адвокатите. Сепак има ситуации каде што секој професионалец може тоа бесплатно, нели, во некои ситуации да помогне, зависно како ќе проценат тие, и лекар може да лечи бесплатно кога е потребно. Значи, малку да ги подигнеме нивоата, тоа што велиме, нели, за свеста, не само за негативните, за корупцијата, туку и за свеста за нашето благородно, значи едно добродетелно действување, да, затоа што ние на некој начин во овој свет кој што е западнат во тешка криза и манипулација и корупција, ги заборавиме основните тие човекови вредности и сме некако отуѓени, повеќе стануваме и се по не солидарни еден со друг. Меѓутоа, ова е начин каде што точно за одредена работа, значи и тоа и професионално, еве адвокатот може да го направи и да биде тоа, ете, на најдобар начин помош да се пружи на оној што во моментот му треба. Некогаш луѓето понатаму се излекуваат од тешки состојби и потоа животот продолжува на друг квалитет и начин. Меѓутоа, во најсудбоносните, најтешките моменти, ете, има за жал и такви луѓе губат и куќи, и семејства, и имоти од вакви несовесни, значи коруптивни дејства. Значи можеме да докажеме во текот на следните емисии со конкретни примери, затоа и во тоа е, како да кажеме, позитивното, затоа што работиме со факти. Значи издржани тие се аргументи, стојат, значи во самите списи на одреден предмет што некој ги донел, а кои што ете може да ние да ги оспоруваме оправдано и со причина. И ќе го повторуваме и значи ние се наоѓаме во трговски центар Антико, тука сме близу до КАМ. Значи овие денови во почетокот може ќе биде отворено за секој да може да се обрати, да некој да ги прими, нели со уредна евиденција на тоа што го примил, од кого, без злоупотреба на тоа, дури некој може да се заштити лични податоци, може да ги прекрие, нели тие броеви според законот што се за лична идентификација, така што нашата намера, ние сме со добра намера, немаме намера никого да злоупотребуваме и тоа и јавно го правиме транспарентно, значи сето тоа може да се види на кој начин сето тоа треба и заедно да го воспоставиме како една додадена вредност во овие тешки времења, со кои што сами едни на други може да си помогнеме. Сега повеќе околу тоа има, ќе објаснуваме и во другите или кога во личен контакт ќе се дојде со граѓанинот, значи ете има самата содржина, да речеме, на некој документ кој што на некој начин му ги ускратува правата или му ги одзема, да речеме, е на штета на оштетениот граѓанин, го кажува тоа неправдата, значи каде е направена и што со тоа, значи како да се продолжи
има тука завршени постапки, значи во голем број, кај што веќе е истечено и време и рокови и се, меѓутоа има многу иницијативи. Една таква иницијатива 2016 година поднесовме со уште едно здружение до Уставен и до Врховен суд, значи во која што поради ова што се случува на граѓаните и што е тоа завршена постапка и нема веќе правни лекови, значи дури нема правен лек ни до Страсбург да оди, бидејќи таму има рокови, значи веќе се отвара можноста, има основ за ревизија на такви неиздржани одлуки. Меѓутоа, за тоа треба, како што кажа Агапи, да сме здружени, значи да делуваме за да можеме да постигнеме поголема придобивка или резултат, затоа што тука има многу работа за тоа и да се дојде до тоа ниво, тука треба и законски или промени се. Меѓутоа, ако не се почне, еве, од вака, од нешто што го имаме сите, нели, како наша некоја документација, кога не почнеме од нешто, ние не можеме да стигнеме подалеку. Значи, тоа би било едно правило. Така што и во тој дел секогаш има излез и секогаш има начин како нешто да направиш за да можеш да го повратиш нешто што те убедуваат или мислиш дека не е возможно да си го вратиш, како и со имево. Ајде, јас пак ќе се навратам на тоа, меѓутоа примерот е многу драстичен, а такви има примери на секој ниво во животот за каква и да било проблематика. Така што тие семејства поради овие неправди се распаѓаат, значи се уништуваат млади животи, има овдека дискриминација тешка, значи еве колку генерации се уништени, мојата генерација, јас можам да зборувам за мене, затоа што знам во какви времења се менуваа системи, транзиции се, меѓутоа многу малку луѓе, да речам, остана или дојдоа до некои повисоки нивоа достигнувања, многу луѓе навистина во едноставно не се грижеше општеството, државата, не се грижеа тие што има одговорност, значи на институционално ниво, а на ова граѓанско ниво повеќе ние имаме одговорност. Значи ние кон самите себе, а со тоа и кон другите. Значи тука е моментот кај што ние можеме да делуваме и да бидеме значителна сила и фактор, затоа што сме некорумпирани, како што рекол. Да. Нашиот народ кој живее во Австралија и во другите држави во светот и не има доста по број, дали и тие можат да се обратат до вас, до вашата канцеларија? Дали нивните предмети ќе бидат разгледани, бидејќи иако сме во мојов случај во Мелбурн, Австралија, имаме нема човек македонец или македонка што не е поврзан со татковината, што нема роднини. Всушност скоро сите имаме роднини во татковината и сме засегнати од состојбата што се случува таму, а исто така и тука. Она што се случува во Македонија исто одраз овде во Австралија. Како пример можам да дадам, ако ми дозволите, тоа е проблемот околу преименувањето на името на државата, кое што не сакам сега да го спомнувам тоа име, освен да кажам дека е Република Македонија, и јазикот исто така, сега овие денови се зборува за преименување на јазикот. Тоа делува во сите нас, бидејќи ние што живееме, тука сме одамна, знаеме од каде сме дошле. Дали сме дошле од Егејскиот дел или Пиринскиот дел или од друг дел покрај оној Вардарскиот наш дел или било кој дел на Македонија,
Знаеме од каде сме и што сме и кој јазик го зборуваме. Меѓутоа, се повеќе и повеќе во последно време се појавуваат тие проблеми кога се соочуваме со државните институции во однос на од која земја потекнуваме, се наметнува тој поим кој пак ќе речам, не сакам да го спомнам. Нешто што е страно за нас овдека и одма сме чувствителни и одма даваме отпор. Ние не сме родени во таа земја. Таа земја за нас не постои. Родени сме во таа и таа земја. Ве молам да запишете тамо податоци што се точни. И кога ги прашуваме тие службеници кои ја спроведуваат таа регулатива, нели, дека така и така се вика таа земја сега, тоа наводно е според некои си меѓународни донесени одлуки, за кои што ние воопшто нити знаеме, нити сме консултирани. Дали сакаме нашата земја да се вика така или вака? Од каде сме родени? Не сме родени во таа земја која што сега името е наметнато. Сега и сметам дека овде нашиот народ ќе се организира во врска со ова прашање околу промената на името на земјата и околу јазикот и преименување на јазикот, овие нешто што се зборуваат, во кој што има вистина овие неколку денови, нели, недела и нешто, дека наводно во Обединетите нации јазикот ќе биде сменет и ќе го рефлектира името на така наречената нова држава со ново име. Да. Тоа воопшто нема да се дозволи овде во Австралија да се случи, иако треба нашиот народ, и нема да биде тоа за прв пат, туку многу пати се има случувано, да излези во голем број на протести во Мелбурн, во Сиднеј, во Перт, во Бризбан и секаде каде што не има, каде што сме многу бројни, нарочито во Мелбурн и во Сиднеј. Затоа што тоа нешто што се наметнува врз нашиот народ не е прифатливо воопшто. И ние како жители и државјани, многу мина сме и државјани, имаме двојно државјанство во Австралија, тоа нешто не го поднесуваме и не го прифаќаме и затоа ќе дадеме отпор. Преку протести, преку писма до сите тие политичари и други луѓе кои што имаат влијание и кои што се честни и работат во корист на одржувањето на човековите права и така натаму. Така да, нашите што се овде, во Америка, во Европа и било каде, ќе можат кај вас да се обратат по имейл или по телефон. Да, секако, на сите начини на кои што можеме да комуницираме, да биде тоа и по-брзо и кога ќе треба, нели, во даден момент да се интервенира за нешто, значи да бидеме отворени едни кон други, а ове што го рековте, јас благодарам, значи и ова емисија така ја поставивме да биде заедничка, но таа врска, значи со тие искуства македонски и австралиски, односно македонците кои што живеат во Австралија, кои што се докажа, значи многу не треба тоа да се сега повторно да го докажуваме, дека се покажаа како големи родолюби, патриоти, иако се толку далеку, многу подалеку, нели, од европски земји кои што живеат и поблиску, меѓутоа тоа што го носи македонецот, што го однел едноставно со себе таму, едноставно тоа се живее, нема никакви, не може тука да се откорне. И апсурдот веќе е тој голем, значи апсурдно е нешто, како што кажавте,
дека нели сега и јазикот ќе се нарекува вака, ќе се наменува се тоа. Мислам, тоа е стварно абсурдно да менуваш, да уништуваш нешто што е живо. Јазикот е жива материја, значи тој живее ни сите нас. Науката сето тоа има како е нели и како и во современо доба и кодификација и се има диалектологијата се занимава со тоа, значи оди по тој како да речеме хронолошки, географски и по сите тие научни утврдени принципи како се формира еден јазик. Значи, кој е тој што го носи? И сега, како може со една декретче или одлука, не знам што таму, наредба или на некој што фалсификување. Да, фалсификување, сето тоа да не важи и ние да се чувствуваме како да нели не постоиме. Значи тоа е стварно апсурдно и многу е тешко со аргументи тоа да се образложи, затоа што безсмислата не може да се аргументира. Значи не се совпаѓа едно со друго. И тоа е во нели во науката и во филозофијата, значи се има метод кој што се вика сведување на абсурдум, на абсурд. Значи не може повеќе од тоа, не треба да трошиме време, туку ние треба како што еве сите ние трите вечерва, ако треба да се нели позголемува бројот во прогресија, да се насочиме кон она што е навистина вистинскиот, реалниот живот, начинот на кој што ние сакаме да живееме, така да уредуваме и нашето општество и нашата држава и да го подигаме семејството, значи нашите деца. И ова што го спомна Агапи и точно е, сакам само да го поврзам со ова што го кажавте, значи тие носат одлуки, демек тие што не представуваат, значи тие не се наши представници. И таа стара парадигма што викаме ера на представување некого, односно суверенот, на ваков начин си доби завршница, значи што е стварно крајно веќе, крајно безобразие, брутално, монструозно, геноцидно. Тоа треба едноставно исто така да престане и ние самите да се представуваме, односно да си носиме за себе одлуки и да се одлучуваме. Значи да си ги земе работите своји раце, а тоа значи дека треба да дојде, нели, одиме на тоа, значи се движиме кон тоа повисоко ниво или таа новата парадигма, кај што народот конечно самиот ќе си се представува. Значи самиот ќе биде тој што ќе си ги носи одлуките и да престане ова злоупотреба на политички, партиско-политички начин, на некои представници што не се никакви представници и гледаме дека се што носеле на наша штета, исто како судот што ги носи овие штетни одлуки, така и овие ги носат на тоа политичко ниво. Затоа треба нели многу треба упорност, многу голема волја, меѓутоа живиот човек, значи надежта е таа која што го води и кон невозможното, а ова е возможно, затоа што со се докажано конкретно дека е нелегално и ништовно, значи се таму што се депонира, пласира, нели како да тоа е, всушност е злоупотреба и направо. И сега ние тука, значи со тие аргументи се големи камења, значи со кои што ние можеме да ги надфрлиме нивните, на тие како да речам, не само лаги, тоа се како да не изостаме еден збор, значи се што е нечисто, најзагадено, отпад, се ние го трпиме, значи од нив само тоа произлегува, нема ништо значајно, ништо вредно, ништо со смисла. Така што ете, јас се охрабрувам, за Австралија ние имавме прилика, особено во летниот период,
кога доаѓате повеќе во Македонија или на одморите, значи кога се почна со ова разнебитување или пред неколку години, знаеме како се случи, летниот период беше во Охрид, имаше доста македонци од Австралија, значи тие виднаш, како да кажам, толку беше видливо тоа како да му чепкаш во душата и така реагираа, значи многу природно, за разлика можеби од оние што во Македонија, бидејќи долго време во таа атмосфера сме се не припремале и така натаму, бевме како дезориентирани, уште не верувавме што се случува. Од македонците од Австралија, навистина, тоа се луѓе кои што ги одржуваат живи и македонските традиции, значи вредности сме се увериле многу пати и затоа сакаме и ова да биде во тој дел, да го продолжиме тоа, значи заедничко македонско дружење и делување, да си ги одржуваме и заштитуваме нашите вредности се, а тие другите нека се бават со нивните несовесни проблематики се, меѓутоа да никогаш да не им го дозволуваме тоа. И ова е еден дел кој што на ова ниво го правиме, меѓутоа ќе не однесе многу подалеку од ова што сега се на основно ниво го на некој начин го почнуваме, односно го продолжуваме, меѓутоа не можат да се информираат луѓето, еве и ова сега што оди, многу тешко ќе допре до другите, ако ние меѓу себе тоа не го афирмираме, не го шириме и не ги информираме за овие некои аспекти и можности, за да може сите после да можеме да бидеме повеќе поздружено и успешни. Да. Силата мора да се врати во народот. Да. Можеме да преминеме на последното наше прашање, ако немате само сакам да додадам за исто една наша драга македонка, значи голема родолюбка од Австралија, сега нема името да го споменам, во ова прилика можеби самата таа следен пат ќе си каже. Значи, таа сподели многу нешто пред неколку денови со мене, вели од проблемите што ги имам со институциите, значи во Македонија, во нејзиниот случај, и тоа во повеќе наврати, по еден подолг период, значи тешки, сериозни, како да кажам, измами што одели преку институциите, кај што таа после морала многу да вложи не само труд, туку и материјални средства за да си го заштити своето право имот, вели да ви кажам колку сакам Македонија, меѓутоа ради сите ова, како веќе да не сакам да дојдам таму, затоа што знам што ме чека. Тоа е поразително, значи поразително да го каже човек заради она што сите нам ни пречи, што го викаме со едно име корупција, и да го едноставно да го оттргнеме од нас. Тоа е нашата мисија во сето ова, за да може ете таа наша драга македонка да биде тука, да ја полно срцето и никој да не ја попречува во она како сака таа, за своите, што се вели, грош, за она што го има од наследство и од незини заслуги стекнато, да си го едноставно да си го ползува како што доликува, како што е достоинствено, а не да се справува со 300 пречки и со сите тие кои што таму потоа од мито, од корупција си градат или не знам што си прават. Тоа е стварно ужасно и затоа имаме разни многу проблеми, можеме заедно да ги решаваме. Проблеми кои што всушност не се наши проблеми,
проблеми наметнати од други, за да ние се справуваме со нив. Меѓутоа, вашава иницијатива е навистина за поздравување. Благодарам Силвана и заедничко. Ќе продолжиме со оваа тема во наредните емисии на оваа серија, посебна серија посветена на овие прашања, и ќе соработуваме и ќе си помагаме. На еден начин ќе ги поврзиме нашите во Македонија со нас што сме во диаспората, а и ние што сме во диаспората ќе се поврзиме со вас таму и ве охрабруваме дека се може да се направи ако се има волја, надеж и љубов кон својот народ и кон својот народ, нели, кон нашата традиција, јазикот, култура и така натаму. На крајот би сакала да ве прашам, мислам дека до некаде ова прашање во што ќе го поставиме го вие делимично го одговоривте, но јас ќе го спомнам сепак, и ако слободно можете да одговорите и да коментирате, а тоа е што со оние луѓе кои се дел од корумпираниот систем, нема ли да ја попречуваат и понатаму постојано и секаде правдата до која сите се стремиме и сакаме да дојдеме? Да, сакаш. Да. Несомнено е дека ќе ја попречуваат нашата заложба на сите други искрени борци кои сакаат да ја сопрат нивната корупција. И практично тоа е еден затворен круг. Ние веќе се наоѓаме во таква состојба. Затоа што од толку многу корупција, сега тие веќе и немаат каде да бегаат. Несомнени се доказите, ги имаат многу луѓе, се повеќе излегува на површина и они не можат да се вратат сега назад. Тоа е причината зашто уште појако ќе инсистираат на криминал и корупција. Зашто немаат што да изгубат, а назад имаат многу што да изгубат. Да. Крајот ќе им биде конфискувано сето она што го заработиле тие и нивните фамилии. Да. А кои ќе го изгубат името, мада не име ни битно, ни образ, ни име, ни персоналитет. Доколку би им било битно, не би влегле воопшто во такви коруптивни дејства. Да. Но тоа значи пак, како да речам, поголема тешкотија за нас како борци против корупцијата. Значи, како викаат, ранетата зверка е најопасна, тогаш најсилно напаѓа. Но ќе го издржиме и тоа затоа што на крајот па вистината е таа што победува и што останува како вредност, не може лагата да победи. Може. Да. Агапи, еден коментар од мене, една обзервација од моја страна. Никогаш како сега немаме видено едно такво будење во Македонија од страна на македонскиот народ во еден толку краток период. Овие работи, посебно од јануари наваму што се случуваат, само може да одат во позитивен насок. Да. И ова иницијатива е дел од тоа будење кое што е многу потребно. Но јас лично сум импресионирана од тоа што нашиот народ, да, секако дека долго време зеде 30 години, нели, за да се овие работи откријат и народот да свати што се всушност случува, дека не е нивни проблем, дека проблемот е со тие што се во властите и корумпираноста и организираниот криминал што постои,
Македонија не е единствена земја, меѓу тоа е на стапката горе во однос на процентот на корумпираноста. И тоа не е нешто што е за поздравување воопшто. Така да сме импресионирани со постапките и активностите што се превземаат во Македонија. И јас сум кажала порано на овие социјалните мрежи на мојот профил дека македонскиот народ ќе опстани и дека ние што сме во диаспората знаеме дека сме клучен фактор во бодрењето и поддржувањето на нашиот народ во Македонија да се справи со овие проблеми наметнати врз него и дека ние сме секогаш стоиме на располагање и поддршка даваме и ќе даваме и понатаму, затоа што никој не сака да го доживува она што се случува во Македонија. Така да тука сме и нема повеќе разделби, нема повеќе така наречени раскол меѓу нашиот народ. Ние сме ист народ, каде и да сме. И Македонија е нашата мајка, нашата татковина. И сме многу поврзани со Македонија и доста допринесуваме, нешто што можеби порано не се препознавало и прифаќало, и ќе продолжиме да придонесуваме. Во моментот, ете уште пред можеби недела-две, нашиот народ од Австралија почна да се враќа во Македонија. Не само на одмор, туку и за стално. Некои луѓе сакаат да се вратат таму, тоа го знаеме, затоа што имаме податоци, факти имаме, дека нивните пензии, кои што ги стекнале според нивните права овде, а и во Македонија, ако живеат овде, нивните пензии треба да се пренесат или да ги добиваат таму во Македонија. И се поголем број на луѓе кои за стално се враќаат во Македонија, ги пријавуваат тие нивни одлуки, за да може социјалното во Австралија да организира да нивната пензија или социјална помош што ја добиваат им се плаќа во Македонија. Како што Тоа е интересен феномен сега што народот се враќа во Македонија. Можеби, верувам дека вие знаете, ние доста, посебно ние во Мелбурн, во Викторија, се изнапативме од овие 2 години, скоро 3 години. И нема сега нема изгледи дека крајот тука ќе продолжат. Знаеме за спогодба што е потпишана меѓу Австралија и здравствената светската организација и другите тие глобални форуми. И без обзир на тоа кој е прајм министер на Австралија, тој договор се уште постои и е потпишан од страна на прајм министерот, а и исто така овие премиерите што се на државите и на териториите. Така да сега е време за ваквите иницијативи кои што верувам дека ќе бидат успешни. Ќе работиме на тоа да бидат успешни и ќе соработуваме со вас. И уште еднаш ја поздравуваме вашата одлука за оваа иницијатива. Се надеваме дека поголем број луѓе ќе можат слободно да се јават кај вас во канцеларијата или по имейл, каде и да се во светот. Да, секако да ќе ги дадеме и тие, мислам и дополнително ќе објавуваме тие информации, може и така да се пренесуваат или да се информираат луѓето
Се извинувам ако ве прекинав, Силвана, само сакав уште еднаш така да споменам околу нели заложбата, нели спомнавме и со адвокати. Значи ве ги охрабруваме и адвокатите, оние кои што се со исто ваква благородна намера и желба да можат да бидат дел од овој начин на кој што можеме сите заедно да придонесеме, и тие можат да не контактираат, да може тоа да биде уште поуспешно, затоа што има доста нели предмети и така натаму, да може тие да се поделат едноставно, да, за да може да се пружи така по квалитетен совет, да не преоптерете еден или двајца адвокати или колку и да се, да биде тоа така по-прифатливо и за сите, по-лесно да функционираме сите. Секако тие ќе имаат сатисфакција, нели, па најмногу што ќе биде од голема благодарност кога некој ќе успее, нели, во тоа да постигне таа цел или успех во својот дел. Да. И уште нешто, само ние најавивме на најавата, објавата за емисијата пред некој ден, дека токму поради овој дел, дека сите се корумпирани и тие кои што ги не представуваат, тие кои одлучуваат за нас, но и оние кои што од сите области, мислам тој коруптивен слој кој што ги има по сите области институции, дека тие веќе не се тие немаат веќе кредибилитет, не само кај народот, што е најзначајно, тие немаат веќе кредибилитет и не смеат да имаат веќе никакво влијание врз најмладите во општеството, значи врз децата и врз оние младинци кои како нови академски граѓани се припремаат секој во својата област како на најдобар начин или во својата професија да создава, да придонесува, да стекнува и углед и да делува со цел свој интегритет и да на некој начин биде навистина во тој највисок совесен дел или на луѓето, на популацијата. Така што нека ги тргнат рацете од нив, а ние тоа сакаме да го укажеме, дека да се остават, значи младите, да бидат навистина она што е највисоки квалитети или вредности што може да ги стекне еден човек во текот на својот живот, а тоа почнува од најрана и најмлада возраст. Значи, тука не смеат да прават што и да било со кое што тие ќе им ја уништат. Значи, и животот, и младоста, и детството со вакви гледаме какви се нечовечки, монструозни концепции, програми, што веќе во образованието ги воведуваат, што на друг начин ги наметнуваат, и на културолошки, што нема врска со никаква култура, туку тоа е едно насилие, како во политиката, така и во овие сфери, каде што ги придобуваат, значи ги корумпираат младите и најмногу оние кои што може би сакаат и повеќе и така натаму да имаат примање или на почеток се на некоја кариера, значи тука веќе тие ја прават најголемата штета. Значи тие млади луѓе кои што навистина сега се формираат, треба да се определат за оној спротивен од овој коруптивен начин, значи за некорумпираниот, надоблесен, за да можат тие навистина да се развијат, односно да бидат еден доблесен, морален
морален врв, да речеме, на ова општество, значи на ова средина, држава и на секоја, ние се зборуваме за Македонија, Австралија, меѓутоа нашиот проблем го третираме нели на наше ниво и тука може и тие, еве и ние ги охрабруваме уште сега можат практично, значи на овој дел оние што се едуцираат нели на правен факултет или сродни области, каде што можат да третираат и оваа проблематика и тука да се изградуваат во навистина академска како да кажеме академска заедница, меѓутоа која што ќе биде како ние тоа го гледаме како една авангарда, значи македонска авангарда која што е родолюбна, која што си држи до своите корени, значи на секој начин ќе си ја сочува и својата самобитност, идентитет и држава и општеството ќе го развива, ќе не го шири ова зло, корупција или се што клони кон уништување и тоа ќе биде најголема сатисфакција, значи за сите нас. Има примери во светот, ете една од тие примери го наведуваат примерот со Сингапур, кој што е мала држава, град држава, меѓутоа сепак пристапот е важен, како ние што велиме треба промена или тоа нели се вика подигнување, значи друго ниво на парадигмата, на приодот, каде што со корупцијата, значи нулта до нулта имаат успеано, мислам според некои параметри, сега тоа е многу вака не баш прецизно да се измери, меѓутоа каде што имале си одредиле и го примениле тој начин на кој што нели тие дошле до некој ниво и тоа за кратко време. Значи се е можно, како што рековте, ама треба да се тргне, ама и да се остане на тој пат со таа интенција и сигурно во некоја друга прилика веќе ќе зборуваме за резултати и ние. Да. На ова емисија тоа веќе го поставуваме да оди така со таа намера и мисија. Да. Па доста теми, мислам, разговаравме за доста теми денеска, доста информации беа дадени во етерот на каналот Откритија. И јас ви благодарам на вас, Ана Бобинкова и Агапи Тофиловска, за вашиот удел, за вашите знаења, за вашата родолюбов кон својата земја и оваа иницијатива која ја поздравуваме. И благодариме на нашите гледачи и се надеваме дека ќе ни се придружат следниот четврток во продолжение на оваа серија и дебати околу прашањата за кои што зборувавме денеска. Да, се надеваме и дека ќе имаме и подобри технички можности со оглед на тоа што ете сега се обидовме да во живо, меѓутоа имаше некои пречки, не беше сигналот добар. Се надеваме и тука дека тие што се од таа област ќе може нели за овие аспекти ќе може и да се подобри квалитетот на емисијата, за да може тоа да биде полесно да се следи, да се реализира, да, затоа што целта е таа, не е сама по себе емисијата, туку она што треба да го возможиме преку неа и да информираме или да го презентираме евентуално за подобро информирање и за подобро справување со проблемите, односно со неправдите, а да се дојде до правдата. До нашето следно видување ви посакуваме се најдобро.
И се слушаме следниот четврток. Поздрав до сите. Поздрав, благодарност до вас затоа што вие сте прекрасен водител, а како македонка ги знаете точно булките и она за кое што сега и во ова и во следни прилики треба ние да разговараме и да го тоа нели шириме меѓу нас. Благодариме. Довидување. Довидување.